Почитувани слушатели на Радио Македонија, во вечерашнава програма Глас од татковината имам задоволство и можем да кажам и чест ми е што имам еден гостин со кој што многу одамна се знаеме лично, сме соработувале и како колеги, новинари, но овој пат причина и повод за неговото доаѓање во студиото на Македонското Радио Македонија е издавачката дејност со која што тој се занимава во последните повеќе од 2 децени. Станува збор за господин Ненад Батковски, собственик или кособственик на издавачката куќа Бата Прес. Бата Прес е една од првите издавачки куќи или едно од првите предпријатија што се занимава со издаваштво на книги во Македонија, формирано по осамостојувањето и стекнувањето на независноста на Република Македонија. Во текот на своето 20 годишно постоење, Бата Прес има издадено голем број трудови на познати македонски и странски автори на повеќе јазици. Ова издавачка куќа има едно интересно, веројатно би можела да го наречам мото, кое гласи: влези во поинаков свет, читај. Господине Батковски, еве верувам дека ова ќе биде доволно како една воведна најава во нашиот вечерашен разговор. Ви благодарам што одвоивте време да бидете вечерва дел од програмата Глас од татковината и се надевам дека ќе водиме еден разговор кој што ќе биде интересен за нашите слушатели. Може ли на самиот почеток од разговорот малку повеќе информации, повеќе детали за каква издавачка куќа станува збор? Што е всушност мисијата, дејноста и визијата на Бата Прес? Најнапред да ви заблагодарам за поканата за учеството во оваа емисија, да ги поздравам нашите сонародници во соседните земји и во светот. Вашата мисија, мисијата на Македонското радио, на емисијата Глас од татковината, е многу благородна работа и јас од најраните детски денови и новинарски денови, па се до денес, тоа ми е една инспирација и во работењето и во приближувањето кон нашите сонародници во странство, да се чуе нивниот глас и нашиот глас да допре до нив. И во таа смисла и вас лично ви се заблагодарувам што ме поканивте, за да можам и да го представам нашето книгоиздателство, да ги представам поновите изданија и да ги поканам нашите сонародници на една соработка, бидејќи ние имаме намера да интензивираме соработката со нив, да објавуваме нивни дела, нивни книги. Сега накратко би сакал да кажам дека книгоиздателството Бата Прес за овие преку 20 години откако постои, има објавено преку 250 наслови и веќе стигнуваме до она една ситуација во која што, како што вели еден колега издавач, кога го прашувам како му оди работата, вели објавувам, вика, само по една книга неделно. Тоа е многу важна работа. Објавувањето на книги е многу важна работа и за државата, и за самите издавачи, и мислам дека тој сон да се достигне една издавачка куќа да достигне да објави една книга неделно е многу голема работа и за издавачката куќа и за македонскиот народ, за македонската државност. Бата Прес со тие преку 250 наслови ги представи делата на голем број на автори од Република Македонија, преводи од странство, исто така и на наши сонародници, сега за сега повеќе од соседните земји, меѓутоа понатаму ќе објавуваме и дела од нашите сонародници во диаспората и во прекуокеанските земји. Да. Од ова што го вели, ми се наметнува една мисла со оглед на тоа дека Бата Прес како издавачка куќа постои и се занимава со издавачка дејност, значи 20 години. Меѓутоа, во овој период, јас барем имам таков впечаток, еве вие ќе кажете дали е така или не, мислам дека издавачката дејност, како што рековте, не само ваша, туку и на вашите колеги кои се занимаваат со таа дејност, бележи извесен подем. Имавте вие еден период на застој во издаваштвото, не само како Бата Прес, чинам дека тоа се однесуваше на сите издавачки куќи. Дали тој впечаток што се наметнува е навистина таков, дали состојбата навистина е таква?
Мислам дека последниве години состојбата се подобрува после период на долга стагнација, да речем. Состојбата во издаваштвото се подобрува. Генерално гледано, значи се зголемува бројот на наслови што се објавуваат, се зголемуваат тиражите на книги, се зголемуваат бројот на наслови што од странство се преведуваат во Македонија на македонски јазик. И со тоа се збогатува вкупното културно наследство во Република Македонија, книжевното наследство особено. Дојдовме во ситуација кога имаме издавачи кои што печатат книги во тиражи од по 1000-2000 примероци, што е една добра бројка за една книга, за еден наслов. 1000-2000 примероци е за Република Македонија добар тираж, а тоа говори дека се зголемува и интересот за книгата, меѓутоа дека се зголемува и поттикот што го имаат издавачите да објавуваат книги. Сега овде зборуваме значи и за еден начин на помагање, на субвенционирање на книгата, што се врши на одреден начин со користење при преводите на дела на фондации од разни држави кои што си имаат своји фондации со кои што го стимулираат издавањето на нивните книги на странски јазици, вклучувајќи го и македонскиот јазик. И со тоа нашите издавачи, а и ние и нашата издавачка куќа, нашето книгоиздателство, влегуваме во фаза кога со регулирани авторски права, со самите автори или со посредство на авторски агенции од странство, значи објавуваме книги и го збогатуваме, да речем, нашето книжевно наследство, приопштуваме дела од странски автори и истовремено сега веќе се отвораат и патиштата за поголема афирмација на македонските автори со тоа што и Македонското Министерство за култура оформи фондација со која што ќе ги стимулира странските издавачи да објавуваат дела од наши автори. Значи тоа е за поттикот што се добива, да речем, помошта што добиваат издавачите и од странските фондации и од нашето Министерство за култура. Меѓутоа постои и една, да речем, показател за развојот на издаваштвото, за поинтензивната работа во издаваштвото, а тоа е дека голем број на наши помлади автори веќе станаа добитници на разни европски награди, на награди што се доделуваат во Германија, во Словенија, во Лондон. Исто така еден голем број на добар број на автори се застапени во многу антологии во Русија, во Бугарија, во Кина, во Јапонија, наши автори, значи домашни. Со тоа значи се постигнува афирмација и на македонските автори, меѓутоа и на македонскиот јазик и на македонската државност. Културата е најдобар амбасадор за една држава. На еден сајм еден колега, новинар и писател, ме праша што мислам за обстојувањето на Македонија. Јас му одговорив дека нема сомнение дека држава што произведува преку 1000 наслови годишно, од кои што барем 300 се од македонски автори. Така. Не мора многу да стравува за својата обстанок и за својата обстанок. Да. Така да сметам дека издаваштвото е во фаза да стане на вистина бизнис, деловна активност, како што секаде во светот, и со тоа да се направи чекор напред, во смисла да не заостануваме за другите европски земји и па дури и за пошироко во светот. Во светот. Добро е, ве велите дека издаваштвото е во подем и од сето она што го кажавте се добива печаток дека навистина работите на овој план се одвиваат во добра насока. Но дали паралелно со подобрувањето на состојбите во издаваштвото се зголемува и интересот на луѓето за читање на книги? Знаеме дека интернетот и современите медиуми за социјална комуникација меѓу луѓето на некој начин во еден одреден период секаде во светот се разбира, па и кај нас го преземаа приматот. Сега дали со зголеменото издаваштво, со зголемениот број на книги кои што се издаваат, се едно дали се од македонски автори или се преводи од интересни дела од странски автори,
се чувствува и таа тенденција на зголемување на читателската публика. Значи, јас мислам дека тоа би било логично со оглед на тоа што ако на читателот му понудиш поголем избор, поатрактивна литература, би било логично и бројот на заинтересирани читатели да се зголеми, но дали е тоа така? Вие имате повеќе искуство и повеќе сознание на овој план. Сигурно е дека е зголемен и бројот на читатели, и бројот на купувачи на книги, и значи и они и како корисници на библиотеките и покрај постојањето на интернетот, на електронската комуникација, или да се послужам така на одреден начин да го парафразирам Томас Хиланд Ериксен во книгата Тиранијата на моментот, што скоро ја објавивме, кој што вели дека луѓето постојано мислеле дека радиото ќе пропадне кога се појавила телевизијата. Да. А дека весниците би требало да бидат пропаднати уште кога се појави радиото. И сега кога се појави интернетот требало да пропаднат и радиото, и телевизијата и така. Медиуми, да, споредба со новите. Меѓутоа Томас Хиланд Ериксен, норвешки автор, антрополог, кој што го истражува информатичкото општество, во својата книга што ја објавивме скоро, Тиранијата на моментот, вели дека информациите и изворите на информации толку се зголемуваат што нема да биде проблем за публика, туку ќе биде проблем и за количина на информација, туку ќе биде проблем за селекција на информации што ќе стигнат до читателот, до консументот, на било кој медиум. На било кој медиум, така што книгата и во печатена форма, а и во електронска форма ќе добива се повеќе на значење и тоа го имаме, значи во цел свет тенденција со тоа што да речеме во Америка и во Германија многу читат на таблет. Да. Читат. Па и кај нас. Младите генерации веќе читат, доста така тоа го практикуваат. Исто така ќе бидат присутни веројатно и аудио книги. Не само за хендикепираните, туку и луѓето, да речеме, ќе патуваат со автомобил и некој ќе им чита, ќе им ја говори книгата и ќе може да слушаат на радио, да речеме, слушаат поезија, да возат автомобил и да слушаат. Значи се менува формата. Се менува формата, меѓутоа остануваат работите во, да речем, во корист, во полза на книгата, во полза на творештвото, остануваат, значи се ќе бидат се поинтензивни и поафирмативни. Вие исто така, не знам дали сите, но еден дел од вашите изданија на книги кои што ги печатите, значи се достапни во печатена форма, ги имате објавено и во електронска форма. Од пред неколку години, значи секоја книга, секој наслов што го објавуваме, покрај тоа што го објавуваме во печатена форма, го објавуваме и како CD издание, односно во електронска форма, а наскоро по ликот на она што го прават западните книгоиздателства, ќе имаме, значи, и на интернет достапност, да речеме, можат да се видат и да се купат во електронска форма, а и да се видат делови од книгите, содржината и така натаму, да можат да се заинтересираат, да речеме, да се заинтересираат и да проследат и да ја проследат целата содржина, така. Добро, еве, дел од ова што досега го зборувавте е зацртано и во визијата на вашата издавачка куќа Бата Прес, или како што велите вие суштински вредности, визија или суштински вредности. Тоа се подигнување на свеста на младите за вредноста на книгата, преведување на најдобрите наслови широм светот во Македонија, промоција на македонските автори и македонскиот книжевен фонд или македонската книжевност надвор од нашите граници, што според мене е многу побитно во овој момент од сите други ваши цели кои што сте си ги зацртале, поттик и поддршка на креативноста на луѓето да ја изразат својата мисла и следење на промените и потребите на љубителите на книгата. Значи, на некој начин, вака или онака, вие се тоа го правите и ја следите визијата што сте си ја зацртале. Сега би сакала, господине Батковски, малку поконкретно и можеби малку и подетално да се задржиме на некои конкретни работи кои што вие веќе ги имате како резултат на вашата 20 годишна, еве со некој период на стагнација издавачка дејност. Според мене и според насоката на нашата програма, би сакала да поразговараме
мислам дека е интересно да поразговараме околу едицијата на народни умотворби. Потоа имате исто така некои автори кои што се македонци, а живеат во некои од соседните земји и вие сте заинтересирани да издавате нивни книги, иако тие живеат надвор од Македонија, пишуваат на македонски јазик. Еве би сакала малку повеќе детали околу ова. Па, благодарение на една соработка што ја остваривме со Сдруженијето на македонците од Мала Преспа, а потоа и со другите македонци во Албанија, и со гораните што живеат таму, и со творците од тоа подрачје. Од пред неколку години соработуваме и издаваме дела на наши автори што живеат во Република Албанија, и во таа смисла го објавивме неколку книги од авторите Спасе Мазенковски, Ефти Митревски и Мехмет Хоџа. Од авторот Ефти Митревски ја објавивме книгата Македонците во Албанија, серија статии што ги објавувал овој автор за животот и активностите на македонците во Албанија на македонски јазик во тамошното списание Преспа. Исто така од авторот Спасе Мазенковски објавивме раскази и имаме намера наскоро да објавиме една книга со басни од истиот автор, што се собрани и напишани таму во Република Албанија, значи меѓу македонците во Република Македонија. Сметам дека еден капитален потфат и соработка остваривме со авторот Мехмет Хоџа, горанин кој што живее во Албанија и има работено во медиумите како режисер, има работено, меѓутоа тој смогна сили и го подготви делото што го собирал преку 20 години во Република Албанија, на Косово и во горанските села во Република Македонија, тие се Урвичи и Еловјане во Тетовско. Собрани се преку 520 песни, што ги објавивме во зборник од 2 тома и под наслов Македонски горански песни. И тие се една работа со која што се збогати нашето културно наследство и јазички, меѓутоа и другите аналитичари, фолклористи, врз основа на овие материјали ќе можат да прават компаративни истражувања, компаративни студии за блискоста на говорот на гораните и на песните и на нивното творештво со македонскиот јазик. Исто така објавивме од истиот автор книга за македонските горани во Албанија. Сега неодамна објавивме од професор Васил Дрвошанов едно истражување за роднинската терминологија на горанскиот говор, во која што од лингвистички научен аспект се испитува овој говор, овој дијалект на македонскиот јазик, и со која што, да речем, на еден одреден начин, јас не сум најкомпетентен тоа да го кажам, тоа најдобро е кажано во самата книга, се потврдува блискоста на горанскиот говор и припадноста на горанскиот говор кон јазичната македонска целина. Овој автор исто така направи истражување и подготви книга која што наскоро со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија во наше издание ќе биде објавена под наслов Македонистички студии за Егеот, која што исто така го истражува говорот на македонците од Егејска Македонија, од соседна Грција, која што исто така си носи своји стручни и научни пораки, кои што јас овде не би ги коментирал, бидејќи, велам, тоа се научни истражувања за кои што авторите се најкомпетентни. Меѓутоа, сите овие, многу ми е мило што сите овие дела ќе дојдат на одреден начин во допир со македонската диаспора, со македонците и во соседните земји, и во прекуокеанските земји, на тој начин што ќе бидат испратени. Испратени ќе бидат и преку Универзитетската библиотека овде, меѓутоа правиме обиди и преку црквата да стигнат преку Македонската православна црква да стигнат и до секаде кај што има македонци, да речеме, кои што би биле заинтересирани да ги видат и да ги прочитаат, а се разбира дека и понатаму работиме. Веќе имаме еден роман кој што сега не би смел да
да обнародувам содржината на наш Добро, да. Кога ќе биде готово? на наш македонски селеник, кој што го напишал и кој што е готов, ќе биде во текот на годината, да речем, објавен. И така има, значи, постојано се работи во правец на афирмација на македонскиот јазик, на македонското творештво, на творештвото на нашите соработници. Овде, кога велам, значи, ние објавуваме книги и од турски јазик, преводи на македонски јазик, објавуваме преводи од македонски на турски, објавуваме преводи од македонски на албански и така натаму. Значи, една поширока афирмација се прави, значи, сме отворени како книгоиздателство за соработка со сите соседни народи и со народите кои што живеат во Република Македонија, значи и на јазиците што се користат во Република Македонија. Чи нам интересно е ако може малку повеќе детали да ни дадете околу тоа за овие книги што се објавени од автори кои што ги третираат гораните, значи македонците кои што нели ги велиме горани, кои што го зборуваат многу убавиот и чист македонски јазик. Дали досега е посветено толкаво внимание на овој говор? Како стои на тој план издаваштвото? Ти имам впечаток дека доста сте сконцентрирани на оваа тема. Дали има и предходно, например, некоја издавачка куќа, некој автор кој што вака интензивно се занимавал со оваа тема? Или вие на некој начин го вадите на површина ова? Сметам дека ние поинтензивно го вадиме, инаку со овие работи се занимавале Институтот за македонски јазик и литература, секако во рамките на научната дејност, нели сепак за некој потесен круг на луѓе. Меѓутоа, како издавачка куќа, сметам дека ние направивме многу посилен чекор од другите, да речам, во таа смисла што ги објавуваме оригиналните дела на автори, сонародници од наши сонародници од соседните земји и со тоа практично не одиме на тоа некој да им ја толкува мислата, определбата, совеста и така натаму, туку одиме со тоа што самите го размислуваат и самите го собираат, го творат да биде афирмирано, да биде представено без некои претензии идеолошки нешто да се или политички да се наметнува, туку самите фактите да говорат сами за себе, да говорат сами за себе и авторите, и во таа смисла имаме, да речем, и изразен интерес уште да објавуваме, значи и се нудат дела, меѓутоа и самите ние ги поттикнуваме на одреден начин во една соработка да се објавуваат и сметам дека ќе имаме доста значаен успех, ќе имаме и како издавачка куќа и со во приопштување кон македонското културно наследство на овие дела и на овие творби, дека ќе биде Добро, тоа е според мене исто така многу важно, затоа што овие книги ќе останат како еден своевиден документ кој што не ќе може никој да го негира на некој начин. Од она што досега го говоревте и од информациите што ги имам за издавачката куќа Бата Прес, гледам дека имате еден широк диапазон на жанрови, на книги, на видови на литература. Па еве што е она што ве води, што е она што е доминантно кога се определувате која книга треба да се објави. Дали имате некое, да речем, истражување на јавното мислење на публиката што би сакала или се водите од некои други цели? И вие на почетокот на нашиот разговор, господине Батковски, рековте дека дефинитивно веќе и кај нас, нели, издавачката дејност мора да стане бизнис. Значи, книгата е нешто што кога ќе се отпечати треба да се продаде. Треба да стигне до слушателите, меѓутоа треба да се има и некоја материјална вредност, некој надомес за нејзиното издавање. Ајде вака да кажем дека јас како уредник и порано да речем како менаџер на ова книгоиздателство, сега книгоиздателството го води како семеен бизнис синот Филип го води, дека јас повеќе одев по линија на тоа да објавувам од она што е Македонија, од она што е историја, јазик и така натаму. И таа работа секако ќе биде прва. Значи, ќе продолжи како основна нишка. Нема секој пат да биде само материјалното,
многу е значајно нашите книги да стигнат до нашите читатели и да се објават нашите книги и нашите творци да бидат објавени, така што тоа ќе остане и натаму како една од ориентациите, една ориентација, главна ориентација, меѓутоа секако дека со интензивирањето на издавачката дејност, со збогатувањето на понудата на македонскиот пазар, на книги, на дела, да речем и со новото менаџирање, со новиот начин на менаџирање, ќе има ориентација и на друга литература, на преводи, на странски дела, од странски дела на македонски јазик, од македонски јазик на други јазици во светот, ама основно тој ќе го задржиме, значи Македонија пред се. Што се вашите наредни планови, да речеме, како планирате, што и кога ќе издавате или колкава ќе биде вашата издавачка дејност, например, за 2014 година? Ајде да кажам нешто малку, да ги споменам и делата од 2013 што ги објавивме. Значи, покрај делото на Томас Хиланд Ериксен во 2013 и за 2014 остана да се преведат уште 3 тома на турскиот писател Назим Хикмет, а во едицијата на турската литература, значи 3-4 години работиме на преводи од турски автори, се представени писателката Еджет Емелкуран, Ајтен Мутлу и современите турски писатели Реха Чамуроглу, Азис Несин и Алиберат Алтекин. Исто така во едицијата за народни умотворби се објавени еврејските и турските народни приказни, како и зборникот што го спомнавме на горанските народни песни, а со Елена Јованова Груевска од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков минатата година објавивме компаративна студија за македонските и албанските поговорки и пословици. А во текот на ова година, покрај продолжувањето, значи имаме намера да објавиме книгата на доктор Васил Дервошанов за македонистички студии за Егеот. Уште ќе биде објавен уште еден од 7 тома од творештвото на турскиот писател Назим Хикмет, починат тој пред уште во 60-тите години. Понатаму ќе објавиме уште 2 книги од писатели од Норвешка, норвешката литература, едната е од норвешката литература, другата е од норвешката научна мисла. Тие се со поддршка на една агенција од Норвешка која што го поддржува објавувањето на норвешката литература во странство. Понатаму ќе бидат објавени уште 3 книги од современи турски автори. Имаме 2 книги од авторите од нашите сонародници што живеат во Република Албанија. Ќе објавиме уште 2 книги. Едната е книга со приказни од Спасе Мазенковски и другата е книгата на Спасе Мазенковски е книга со басни. Тоа е редок вид во нашава литература, многу малку се објавува, иако има традиција во македонската литература. Значи, Спасе Мазенковски ќе објави книга со басни, а Мехмет Хоџа ќе објави книга со раскази од живењето и бивствувањето на нашите сонародници во Албанија, на гораните што живеат во Албанија. Тоа се тие 2 книги. Овие автори го прават тоа на тој начин што собираат приказни и басни или се тоа авторски книги? Значи, еден дел се авторски книги, а еден дел се и собрани. Авторите во самите книги си назначуваат кој се што е нивно авторство, што е собрано, што е дел од културното наследство. Басните се една, како што реков, една работа што не ја има многу современата македонска литература. Писателот Михаил Ренџов даде една многу добра рецензија за овие басни на Спасе Мазенковски и тие наскоро ќе бидат, верувам, пролетва дека ќе бидат веќе објавени пред читателите. Би сакал да спомнам овде дека во она што е комерцијално објавување, она што велиме во новите тенденции, ја објавив книгата на Бил Гейтс, биографијата на Бил Гейтс. Мислам дека не треба многу да се зборува за Бил Гейтс, сите го знаат дека е тој еден од најголемите умови на денешницата и еден од најбогатите луѓе и еден од најголемите филантропи на денешницата. Знаеме дека компјутерската револуција, информатичката ера не може да се замисли без
Бил Гейтс, ние ја објавивме таа биографија под наслов Бил Гейтс, биографија на еден филантроп и предприемач, и наскоро ќе направиме една убава промоција на таа книга и таа ќе стане по една многу популарна цена, ќе стане достапна за целата македонска читателска публика. Сите што се заинтересирани да читаат. Добивам впечаток дека голем дел од книгите кои што ги издавате се од турски автори. На што се должи тоа? Дали е во прашање можеби некоја соработка со тие автори или пак евентуално можеби сметавте дека таа литература е блиска до нашето поднебје? Значи, не и дека ќе има интерес, сметам за тие дека книги. Таа литература е блиска до нашето поднебје. И сега да не биде дека работиме исто што и, значи, и објавувањето на турската литература и турската литература е далеку на повисоко ниво од она што го гледаме во турските серии на телевизиите. Значи, тоа е една голема литература во рамките на Европа и светот. И објавувањето на овие книги се прави со поддршка на Турското министерство за култура, кое што има посебен фонд, се вика ТЕДА, тоа е за афирмација на турската литература во светот и турската книжевност, и то не се големи средства, меѓутоа се доволни. Некој поттик во секој случај. Доволни за да се направи, а книгите што се објавени, навистина и ние и други издавачи од Македонија, од Скопје објавуваат, се интересни, квалитетни, силни. Значи, тоа се книги кои што не се објавуваат само кај нас, се објавуваат во Германија, Франција, во Кина, во арапските земји и така натаму, значи станува секаде каде што може да најдат читатели, се разбира, нели, кај што има интерес за тие книги. Да, и сметам дека тоа е добро, бидејќи со тоа и се продлабочува соработката со и културното влијание, меѓусебната културна размена со Република Турција и со другите, да речем, балкански земји, и се разменуваат искуствата. Меѓутоа, сметам дека тој принцип треба и веќе почна да го афирмира и Македонското министерство за култура, односно државата, за афирмација на нашите автори и на нашиот јазик во светот. Да, тоа е особено значајно и мислам дека, како што спомнавте, формирањето на оваа фондација би требало да биде, и верувам дека ќе биде значаен чекор во оваа насока. Дека ќе има луѓе кои што ќе бидат заинтересирани, па и ова финансиска подкрепа ќе им биде некој поттик да преведуваат македонски автори на различни јазици. Така, и многу ми е мило што и кај нас се дојде во ситуација да се регулираат работите, значи нема веќе преведување една страница за €1, такво подценувачко однесување, нема веќе подценување на авторскиот труд, издавачите си ги плаќаат авторските права на или на авторите, или на агенциите што ги нудат, така што сега не се случува да речеме една иста книга да ја појават, не знам, од Пауло Коелјо или се да не не е важно кој е автор, така се едно. Да се појавува од 3 различни издавачи во 3 различни варијанти на превод. Во 3 различни варијанти на превод, а не се знае дали некој ги платил авторските права. А сега веќе не, тоа е сите издавачи веќе, мислам да вистина со глобалната комуникација, со интернетот, со проширувањето на информатичкиот систем, стана премногу опасно за издавачите да објавуваат без да објавуваат нерегуларно. Регулирано се што треба да се среди, да. Се што треба да се среди, тоа е важно. Тоа е еден важен чекор на патот кон растот на издаваштвото. Ако тоа не е направено така, не беше до пред 10 да речем години. Значи мора да има некои правила на игра. Мора да се почитуваат правилата на игра, што се почитуваат секаде во светот од порано. Кај нас, добро, и кај во другите земји, да речем, од југоисточниот дел на Европа. Не беше толку регулирано, сега е веќе поинаку. Добро, бидејќи сте присутни подолг период на овој план, каков е вашиот впечаток? Дали се зголемува бројот на млади луѓе кои што сакаат да се занимаваат со пишување, без оглед на кој жанр, дали станува збор за поезија, проза или собирање на умотворби? Има ли некој импулс во таа насока? Па сметам дека има импулс, да речем, меѓутоа луѓето
не се ориентираат толку, значи младите луѓе се обидуваат да изберат меѓу повеќето опции, ама се заинтересирани да пишуваат, прават веќе и нови пробиви на поинаков начин преку социјалните мрежи. Ќе напишат песни на социјалните мрежи, ќе се афирмираат. Има еден таков пример, например Дарко Лешовски, објави една или две збирки поезија, кои што претходно ги објавувал на интернет, на Facebook и така натаму. Тоа се, значи, и луѓето се допишуваат, времето на новите технологии, значи, ги тера луѓето да пишуваат. Се не пишуваат како порано со перо, со пенкало, пишуваат на компјутер. И важно е зголемен интересот и за читање, и за пишување, и за преведување, и што е најважно, еден добар дел од тие работи стана исплатлив. Тоа значи дека ќе биде еден поттик за луѓето да се ориентираат во таа насока. Инаку, кај нас досега барем, пишувањето беше како една дополнителна работа. Например, некој работи како новинари, дополнително пишува книги. Да. Или некој пишува за своја душа, да речеме поезија и така. Или пишува. А сега веќе ќе има и луѓе кои што од тоа ќе живеат и сериозно ќе се ориентират кон таа дејност, да. Кон таа дејност, затоа што ќе имаат мотив, ќе бидат мотивирани, значи и материјално ќе бидат мотивирани да објавуваат дела, да пишуваат книги и така. Овие изданија што досега ги имате направено, како ги афирмирате надвор од Македонија? Дали учествувате на некои саеми што се надвор од земјава, па еве да се слушне и за вашата издавачка куќа и за книгите кои што ги печатите и надвор од Република Македонија? Добро, за некои од овие дела што ги преведуваме, што се, да речем, подкрепени со материјална поддршка од Турција, од Норвешка, од други места, значи ние веќе сме застапени во одредени каталози што се прават, присутни се нашите книги и на поголемите саеми во Франкфурт, во Лондон. Значи преку тоа го прават, например, Турското министерство за култура има своји штандови на сајмот на книги во Франкфурт или на сајмот на книги во Лондон. И тие секој пат не покануваат, бидејќи ги носат нашите изданија, ги носат таму, ги представуваат, не покануваат да одиме, сега зависи ние колку сме во можност тоа да го реализираме. Секако дека правиме напор да бидеме поприсутни и ќе бидеме поприсутни, да речем сега со ова по-динамична деловна комуникација со издавачите, со саемите. И во книгоиздателството Бата Прес, бидејќи синот Филип е сепак сконцентриран на таа меѓународна соработка и ќе бидеме поприсутни на сите поголеми саеми, ќе гледаме да бидеме присутни и ќе видиме тоа да се прошири и меѓу нашите сонародници во прекуокеанските земји. Добро, еве јас колку што ја следам оваа тема, често пати се поставува прашањето што е всушност она што на англиски се вели, нели, бестселер во Македонија. Колку примероци од една книга треба да бидат продадени, прочитани, стасани до читателската публика, за да се смета дека тоа е најчитана книга? Преку 1000 примероци е добра бројка, преку 1000 продадени примероци е добра бројка, 2000-3000 веќе има такви, значи и македонски автори кои што се објавуваат во, например, Венко Андоновски, Блаже Миневски. Зборува, значи, за дела кои што не се во класична смисла книжевни дела, литературни дела, например, Блаже Миневски повеќе објавува од историјата на Македонија и тие мислам дека има поголем интерес за тие, тоа мислите? Тие се поголем интерес има и поголем интерес има за книгите што се занимаваат со блиското минато, со политиката. Например, кај нас, меѓу попродаваните книги, се книгата на Исмет Кочан Битка за Македонија, која што се однесува за Балканските војни и турското гледиште за Балканските војни во 1912-1913 година, книгата на Јадранка Костова Незавршен мир за конфликтот 2001, книгата Македонската драма во 2001 година од Аце Сајковски, од
Кичево, новинарот, и тогаш во тие години беше и пратеник во Македонскиот парламент. Тие се, например, во нашето книгоиздателство најпродавани книги и најафирмирани и најцитирани, да речем, во медиуми, во други историографски книги. И тие имаат, да речем, добра книга, тој тип. Има силен тираж, меѓутоа има и книги од литературата кои што предизвикуваат силен интерес и имаат. Значи, еве колку што имам јас информации од одредени издавачки куќи, некои книги имаат и до 3 и до 4.000 примероци продаден тираж. Значи имаат второ, трето издание веќе, некои имаат и трето издание. Така да тоа се... Да, што е во секој случај добро, значи говори за интересот. Да. Вие сте по потекло од Вевчани, се знаеме многу одамна, па еве имате ли издадено нешто за вашиот роден крај? Оти Вевчани е нели специфичен град, држава, село, држава, веќе не знам како да го наречам сега пред Вевчанскиот карневал слушав дека и по итна постапка се издаваат пасоши, не стигнав да си земам, но еве дали преку вашата издавачка куќа на некој начин го афирмирате и Вевчани со сите негови специфичности? Па видите, јас секаде на се што сум објавил сум напишал, значи јас лично што сум објавил сум напишал од каде сум и од каде ги полнам акумулаторите, значи на тоа го правам во Вевчани секако. Мене ми беше на одреден начин и долг и чест да преведам книгата на Жарко Рајковиќ, новинар од Сараевско ослободење, кој што пишуваше за Вевчанскиот случај. И ја преведов на македонски јазик, во 80-тите години на минатиот век тој беше и како автор и како новинар. Читана литература била. И читана литература, меѓутоа беше и на одреден начин државата бегаше од таа тема, да. Да го протера сакаше од просторот, како да кажам, од медиумскиот простор во Македонија. И таа е книга за Вевчанскиот случај, се вика Вевчани, кој ќе ги измие рацете, така се вика, и таа книга ја преведовме. Тоа ја преведовме во 2007 година на 20 годишнината од Вевчанските настани. Исто така еден-двајца се вевчански автори во нашето книгоиздателство кои што објавуваат. И отворени сме и за таа држава што има, нели, мини држава што има свој пасос, свој пари и така натаму. Велиме држава, кнежество се вика. Така. И за нив сме отворени, значи за сите луѓе што сакаат да објават сме отворени и се разбира тие се квалитетни пишувачи. Покрај тоа луѓето мислат дека вевчанците се само мајстори и карневалџи. Вевчани е село на интелектуалци, на луѓе кои што пишуваат, новинари, писатели. Има голем број на лекари, голем број на правници, адвокати и така натаму, што има еден фонд, значи кој што треба да се истакне, ама треба и самите тоа да го кажат. Не треба секој да кажат како се добри василичари, како се добри градежници. Да, значи тие се и добри пишувачи, значи ги има сега да не ги споменувам да ќе ми се налутат некои ако ги заборавам. Да, ако заборавиме, добро во ред. Бидејќи вие вечерва гостувате во програмата Гласот татковината, познато вие и вам рековте дека одамна ја следите, дека е тоа програма која што секако се слуша и во Република Македонија, но главно е наменета за нашите слушатели во диаспората и ширум светот, до секаде докај што допира гласот на македонското радио, Радио Македонија. Па еве на крајот од разговорот, имате ли нешто што би сакале да им порачате на нашите низ светот? Имате ли можеби некого што би сакале во оваа пригода да го поздравите, едноставно една порака до нашите слушатели? Јас не би издвоил, значи има многу луѓе што ми се пријатели, не би издвоил, да вистина не би било ни пристојно од моја страна некого да заборавам, меѓутоа сакам да им кажам на сите драги наши сонародници, на сите македонци во светот, значи да ги поздравам, да пишуваат, да бидат врзани за татковината, колку што можат да го чуваат својот мајчин јазик, својот говор,
нека инвестираат во Македонија, и јас малку нека инвестираат во Македонија, нека не се плашат. Во книгоиздателството можеби некој и за тоа ќе се заинтересира. Јас би ги поканил, значи ние сме отворени, значи за таква соработка сме особено заинтересирани. Сме заинтересирани да имаме некој, например, што во Австралија или во Канада или во Америка, во својата канцеларија би имал еден дел би биле и активностите на нашето книгоиздателство, значи за нашите луѓе таму и кои што би работел на афирмација. Има и такви луѓе. И на македонскиот јазик, и на историја, и на современата македонска држава се разбира. И се разбира да имаме, значи, таму да ги имаме делата, да бидат присутни таму и да бидат видени, значи да можат да ги видат луѓето, да ги опипаат, така ќе им бидат поблиски и делата и татковината. Така, во ред, мислам дека кажавме многу работи. Сега да не биде дека која реков да инвестира во Македонија, тие секако инвестираат. Дознаките од странство некаде се преку можеби милиарда евра за Македонија, ако точно сум прочитал некаде. Меѓутоа зборувам, значи кога зборувам да инвестираат или тоа значи да инвестираат во смисла да заработуваат. Значи да направат инвестиции од кои што не само што ќе помогнат татковината, туку и самите ќе можат да заработат, да се разбира, пак од овде матицата треба да им одговори со создавање на услови, на амбиент по-погоден, по нешто треба да се земе од искуствата од Хрватска, од другите држави кои што имаат исто така голема диаспора и кои што многу сериозно работат на тој план. И ние работиме, мислам дека сериозно, меѓутоа треба уште одредени чекори, поинтензивно да се направат. Верувам дека и покрај тоа што споделивте доста информации со нашите слушатели во вечерашнава програма, верувам дека остана уште доста работи што можеби би можеле да се кажат, но ќе ги оставиме за некоја друга пригода. Во оваа пригода јас ви благодарам што вечерва бевте гостин во Македонското радио Македонија и учесник во програмата Гласот татковината. Јас ви благодарам и ги поздравувам уште еднаш нашите сонародници во цел свет, каде и да се. Почитувани слушатели, во изминатите минути од вечерашнава програма, мој гостин во студиото и соговорник во програмата беше Ненад Батковски, новинар по вокација, можам така да кажам, и директор, односно во моментов главен уредник на издавачката куќа Бата Прес од Скопје.